Избори на есен или широка влада за заштита на македонскиот идентитет и брза интеграција кон ЕУ со уставни измени штом сите земји членки дадат амин за влез. Со овие понуди лидерот на опозицијата повторно ја преврте играта за Македонија да не настрада, сметаат познавачите. Аналитичарот Житас Даскаловски смета дека со понуденото од Мицкоски добиваме гаранции дека Бугарија нема да не манипулира и уценува на патот кон Европската Унија, што е случај последниве неколку години. Тој повторно масата ја преврти, така би се изразил. Се сеќавате дека во еден момент им понуди на ДУ и на ЦДСМ кои што владеат хрватски модел. Рече, добро, еве, ајде да разговараме. Сакате разговараме, ви давам идеи. Повторно даде нова идеја. Дали е таа прифатлива за СДСМ и ДУ, ќе видиме во наредниот период. На некој начин се добиваат оние гаранции за тоа дека Бугарија нема да манипулира со процесот, дека тоа ќе биде на еден начин фер процес и дека ние ќе влеземе во ЕУ со загарантиран идентитет. Мицкоски јасно побара евентуалните уставни измени да стапат на сила при влезот на државата во Европската Унија, а не пред стартот на преговорите, како што Ковачевски договори со бугарските власти. Според Даскаловски, тоа представува борба да добиеме подобра позиција во преговорите со ЕУ. Даде и пример во минатото каде Македонија добила многу повеќе од она што првично и било нудено. Ставено е на маса, на некој начин ние и се бориме да добиеме подобра позиција во преговорите со Брисел. Знаеме историски преседани дека на пример сме имале ситуација со Лисабонски предлог за Македонија да се признае, ама да не се фигурира како Македонија, па сме добили подобар предлог. Така што го сваќаме како еден вид на борба. Дали дипломатски беше правилен поток, ќе видиме на крајот на играта, но секој случај ние навистина треба да се бориме. Според Даскаловски, логично е и барањето на опозицијата за влада на македонско национално единство без ДУИ. Вели дека иако никој од таа партија се уште нема одговарано пред надлежните, сепак е полна со функционери за кои постои голем и основан сомнеш дека се вмешани во криминални и коруптивни дејствија. Едноставно прашање кој би сакал да коалицира со таква партија. Таму тие имаат и некои процеси, промени, делби, можеби ќе се случи и модернизација на таа партија, можеби ќе се случи и промена на структурата, меѓутоа каква што е сега ДУИ е еден голем баласт за македонската држава, македонското општество и едноставно навистина е потребно да биде или модернизирана или да биде во еден период во опозиција. Мицкоски на Ковачевски му предложил 3 датуми за избори на есен, 24 септември, 1 или 8 октомври. Порача дека тој што ќе биде поразен треба да го поддржува победникот во одбраната на македонските национални интереси.